Кога дојдов во Каменица, тука беа практично само две згради. Простор кај се наваѓамо сега и пониско доле на кај езеро беа оризови полја, нивите и воќнаци. Сега имаме една современа, порано ја рековме рудничка колонија, сега е градче, станало општина. Можда мало закасни со тоа што е станала општина, со 6000 жители. И мислим дека човек може тука да се веќе живи овако солидно, не као во оно време, јако го дојде. Роден сам од Словенија, од Метлика. Се викам Прус Миран. Ово сега што е на снимка, тоа е Бела крајина, тоа е моје родно место. Мислим, типично за Бела крајина да она мало отступа од другите обичаи в Словенија. Тоа е едино место где практично, речемо, народни ора со нешто слични као што се и в Македонија. Средна школа ја завршив во Лубљана, потоа отидов на студија, една година студирав, после поради финансиски проблеми се запослив, така да сум студирал ванредно и догурав до 5-тиот семестар. Работев тогаш во Институт за електровезе во Лјубљана и како шеф на сервисери и монтажери на краткоталасни радиостаници дојдов во Пробиштип. Тогаш Пробиштип купил од Институт за електровезе 3 радиостаници кои со имали задаток да одржават врска помеѓу Саса, Тораница и Рудник Злетово. Саса и Тораница тогаш беа уште у фаза на истражување и немаше шансе за поинакви врски. Кога се вратив натраг во Лубљана, по барање на директор Јонче Котевски, тогашен генерални директор на Рудници, и Илиевски Нанчо, барали од моје предпријатие да дојдем на работа во Пробиштип, бидејќи во оно време немаше доволно стручни кадар. Благодарение на овие рудари што ги видите сега тука, ја изградена Каменица и екзистира овај народ. Рударски поздрав е сречно и то треба и ние да им пожелиме на ови кои се возможили на овај народ тука да се живее, да се изгради покрај рудник и инфраструктура и друго. Јас дојдов вамо 64-та година, во времето кога рудник уште не беше спремен за експлоатација. Бев надзорни орган и вршив контрола на изградбата и на овај подкоп 14 заедно со тролеј водот на извозна машина или рударски, како што ја викат шахто, и на флотација. Кога завршило со инвестиции и изградба беше готова, бев управник на електромашинска служба. Во тоа време
стручни кадар тука беше многу оскуден. Практично немаше ни еден машински или електроинженер. Сега за среќа ситуација е поинаква. Тај стручни кадар што постои, што ga имаше тука, многу тешко се решеше да дојде во овие ридишта. Работа беше интересантна, но и тешка. Требаше да се пази и на самата изградба, дали е квалитетно изведена. Покасно, покрај управникување, така да кажем, требаше и самиот кадар, и машински, и електричарски. Мислим на они квалификовани работници, високо квалификовани во оно време и ги немаше. И они практично да се ја обучат и у струка. Така да, во оно време да си бил управник, не беше само управник, требаше да бидеш и работник, и некој пат и дежурни електричар. А и човек сега кад гледа што е направено све, и тука и у Каменици, не треба да жали за тај труд што го вложил. Можам да ви кажем да сам се изненадио на негова интелигенција на овие работници тука, како брзо сваќат. И многу тешко ми е било да ти луѓи во оно време не су имали возможност да завршат некоја школа. Они практично без некој чак и без завршена осмолетка толку брзо сватили да стварно сум бил фрапиран од таа нивна волја за работа и интелигенција. Тука последно морам да го истакнем еден стар сасанин, Арсен се вика, сега е в пензија, кој е био практично без завршена осмолетка станио да одржава еден од најкомплицираних погона. Тоа е шахта во оно време, која била практично главна артерија за транспорт на руда. И практично не може да сватим, и ден денеска не ми е јасно како е тоа успело. Ја мислам да немаше такви работници со такав елан и со такво разбирање, да не би могло во оно време со тај кадар што е био да се саса и изгради. Па во 70-ти години рудник Саса дојде на една идеја да треба осим рударство да се направи нека индустрија во Македонска Каменица, како би се обезбедила работа и надвор од они класично рударство што го имавме. Целта беше во тоа време да се искористат суровини од рудник, олово и цинк, и на база на тие суровини да се направи некои фабрики, погони, кои би били високо профитабилни и нормално да се запосли овај народ што живее тука. Така се роди идеја да се изгради една фабрика за цинк рондели во Македонска Каменица, која као основна сировина за цинк ќе користи цинк од рудници Саса. И фабрика се работише практично во две етапи. Прва етапа беше само механичка проработка. В тоа време носивме цинк од Велес за Германија во фабрика Грило, го врачамо назад во вид на траки и траки ги штанцаме. Се чистише, се подмачкувате со специјално мазиво. После тоа се дојде да тоа бил практично еден почеток. Се види да транспортни трошкови су многу големи и се роди идеја да се направи една комплетна технологија за производство и на тие траки. Во овој погон што смо сега е направена едно построение за конти лиене на цинк траки, кои су основна суровина за рондели.
Imamo dve indukcioni pečki, kaj prema želba na kupecot se praviše ligura na cink, jer kvalitetot mnogo zavisi od ligura. Cinkot se topiše u ovije pečki, tečna sastojba ide na mašina za lijene i tuka se pohladi, se napravi traka i u dve fazi dojdemo do valjana na ovije trake. Potom tije trake otidu v drug pogon, tamo mehanički se obrabatuvat v odredeni dimenziji. Tije cinkovi rendeli služat za proizvodstvo na Leclanché bateriji. Glavni naši kupci beja Varta od Germanija. Mnogo izvozivme v Sovjetski sojuz v ono vreme. Češka, Italija, Mađarska, na bivše jugoslovensko tržište, uglavnom Zagreb i Ljubljana, tije beja naši kupci. Сега, poslije 90. godine, nekako, poradi poznati pričini, ekonomski blokadi, počeo da stagnira proizvodstvo, tako da сега na čovjek prosto mu je teško da dojde vamo i da vidi da to sve stoji, a nekoga šta fabrika obezbeduvaše čak devizni sredstva za repromaterijal na rudnik. I ne znam, meni mi je mnogo teško kada dojdem vamo, pa vidim da to ne raboti. Ja neko vreme bih direktor na taj pogon, međutim, ta funkcija ne mi ležiše. Ne sam komercijalista i poviše mi ležiše tehnika, tako da dojde jedan ekonomista za direktor. Jaz prevzemam tehnički del okolo mašini, delomno i obučavanje na kadar, održuvanje na mašini i izbor. Doteka tehnološki del v cinkara, imamo dve vanredni ženi, Cveta Stojkovska, inženjer tehnolog, i Borka, koja su stvarno, kako bi rekao, bili srce na ta fabrika. Tije dve ženi ne su praktično znale kada je granica između njihovi familijarni obvrski i granica obvrski u fabrika. Praktično beja zaljubljeni v работа i mislim da blagodareki na njih je cinkara uspjela da postigne jedan svetski kvalitet na tije proizvodi. Narodot i v Probišti, pa posebno v Makedonska Kamenica, mnogo dobro me prihvati, što je možda i opredelilo ta njihova pažnja, možem da kažem, da sam bil čak i, može biti baš poradi toga što ne sam od tuka v odredeni smisla i privilegiran. Taj odnos na narodot prema mene je možda i odigral odlučujuća uloga da do den deneska ostanem v Makedonija, se uključi v ovaj život, tako da mi se čini da moj povratak u Sloveniju сега bi značil jedan nov početok, što praktično na ovije godini bi bilo mnogo teško. Žena mi je od tuka Makedonka, imam sinovi i čerkvi. Jedan sin se preselio prošla godina v Slovenija, drugi otide ova godina. V Slovenija si našli rabota, se navađat v moj rodni kraj.
И на еден и на други си жени со македонки. Внуци ми се родили тука. И едино што ми е жал, што се они отишли горе, а едина причина е била чисто економска страна. Постариот син има двое деце, сина и черка. И аз се многу плашив кога се преселили горе, дека ќе си имат проблем со школа, бидејќи еден е бил веќе во 8 клас, осмолетке, внука беше во 6 клас, осмолетке, јазикот не го познавали. Нормално снаи и двете снаи су и македонке. Се вика јазик се говори тај што е мајчин јазик, ми многу немамо на тој утицај. И просто бев изненаден да уште прва година и двајцата се многу добро снашли во школа, што ми на некој начин дава право да размишлам да тука во Каменици со стекнали добро основно знание. Без тоа знание не може во една средина где е можда и поинака школска програма, друг јазик, да се заврши со многу добро. Тоа ми беше еден од големи проблеми, како ќе биде со внуци. Сега, мислам, кога веќе тоа една година помина, ова година више не размишлам за тоа. Посебно ми е драго што се уште во 70-ти години со само доваѓање на сегашниот професор доктор Александров Марин, уште тогаш се спријателивме и тоа пријателство траеше ден денеска. Он ми е и старајко на мојата свадба. Морам да кажем да е тој еден човек кој не знае каде е крај на работа. Работи од себајле до вечер. Ali je mnogo nezgodan kad mu dođeš v gosti ili te vikne na kafu ili na nešto slično i poslije zaboravi da ti skuva kafu ili si ima problemi su nekoji projekti ili takvi raboti i zaboravi zašto te vikne v gosti. A dobro, da mu oprostimo to. Така ли е? Ова ти беше? Па некогаш да. Не ми многу личеше, ама ќе прифатиме дека си тоа ти. А зошто да ти правам кафе? Да не сум ти вака случајно измикира ако си во гостин по мојата земја? Добре ми дојде. Драго ми е што си овде, но може да изберам и подобар комшија, ама не го бирав јас после тој да дојдам. Ева добре, до кога ја ќе ти бидем гостин? 20 година сам само со тебе и ти пак гостин бе. Абе, треба да си бидеш гостин, додека си овде, гостин ќе бидеш. Тоа што сме те прихватили како најроден, тоа си е проблем мој. Инако... И на нас овде што сме, нели? Инако мора да ви кажам да ја историја за Македонија и од нега запозна. Секој ден ми одржи барем по 1 сат предавање, од Александар Македонски па до денеска. Многу работи што ги понапред не сум знаел, тоа мислам. Нас двојца се стално шалиме, а тука има многу вистина. Некои работи што не ги разбирав, он ми ги разјаснил, така да многу ствари сега ги поинако ги сваќам него што ми сваќам. Иначе како стружњак си ја ептен знаеше работата и беше сам управник на машинска, управник на електро, сам управник, сам работник, сам извршител. После дојде едно чудо кадри, ама не им се работи. Знаат многу да работат, ама нема кој да биде ангажиран многу време. Туку са бале на време на работа, пред време од работа, а овај човек знаеше да остане на рудник толку колку треба. Па и после тоа. Кога ќе го повика, секој пат одеше на време и така ќе остане во аналите на рудникот како еден од најдобрите не за својата струка, туку за струките кои ги застапуваше во одржавањето. Имал сам прилика да и научим тука доста, да прошетам доста, посетив доста европски земји, нормално свето во врска со работа
zbog tehnologije, zbog opreme. A koga puštivme cinkara, jedna austrijska firma Andritz me angažiraše kao stručnjak za cink, da idem 2 mjeseca v Lima Peru, gdje se je radila jedna slična fabrika, samo ne beše za cink, nego za aluminijum, dodeka postrojenje to beše isto kao kod nas. Tamo bev 2 mjeseca, za to vreme si zemav godišnji odmor, site trošoci beja na nivni teret i praktično to što sam ta 2 mjeseca zarobotil mi pružilo возможnost da kupim ovaj stan što svega smo tuka. Tako da na neki način to što sam ja vložil v Sasa, ta Sasa mi i vratila nazad na neki drug način, možda svejedno poštovanje, pa krajna linija i materijalna korist. Moj prestoj v Peru iskoristiv i v vikendite da posetim, tukaj se gleda i Machu Picchu. Mislim, to je to vrh na jedan turistički, kulturni spomenik od starite Inki. Potom go posetiv jezero to Tikitaka se, to je najviše jezero na svetot. Imav prilike da vidim i Amazonija, okolinata na Gače to Iquitos. I čini mi se da ne sam steknal ovo znanje što ga steknav tuka. Ja ne bi imal prilike da vidim to, jer to ipak košta previše za i togašnji pa i segašnji naš standard. I to je, mislim, jedna zasluga što blagodarek možda baš poradi toga što raboti v Sasa. Decembra 90. godine se penzionirav. Moja ta supruga rabotiše v ono vreme. Ona otide v penzija ovaj mjesec so 1.11. Dosta razmislujemo što ponatamo. Za to vreme što sam tuka nekako se uživiv s ovaj narod, to je jedna pričina, ako bi se slučajno vratio u Slovenije, na tije godini praktično bi trebao čovjek da počne od početka. Praktično ovaj narod tuka mi je pružio sve to što je meni trebalo. Ja sam se su taj narod soživel i mislim da pripadam na ovaj narod tuka i na ovaj kraj. I tako nekako su supruga rešivme da ne pravimo nikakvi nepotrebni eksperimenti, nego da se ostanemo tuka. Jaz do pred 2 meseca работех во амбуланта како медицинска сестра. Сега сум у пензија, се навикнувам на овие пензионерски денови, али малку тешко. А мислам дека ќе се навикнам. Инаку така, живееме. Се навикнуваме на овие услови кои не окружуват. Со децата, со внуци. Имаме контакт. Ги посетуваме, не посетуваат. Mislim da ove stare naše, da kažemo, penzionerske godine najdobro ki ih pominemo tuka. Vnucite i deca ki ne posetuvat, to deka možemo i mi ki posetuvamo njih, oni ki posetuvaju nas. I mislim da je suština na život da si čovjek najde jedan svoj duševni mir i praktično, barem v ovi godini što smo, ne treba da se bara nešto novo, nešto što ne je nevozможno. Znači, treba praktično jedna filozofija na život je ta da si postaviš jedna crta što je ostvarljiva, ne nešto što nije. Ono nešto što nije, možda si zamisliš da težiš na to. Međutim, ako stvarno misliš da ostvaraš,
Da stvoriš to što je nevozможno, može samo da si razočaran. Znači, čovjek može malo da je zadovoljan sa to što je возможno i što ti prilike nude.